Почитувани гледачи, се враќаме назад во отворено студио 1, темата која што во следните 20 минути ќе анализираме темата за морбилите, информациите дека повеќе од 1100 родители потпишале писмена изјава дека не дозволуваат, не сакаат нивните деца да бидат вакцинирани со МРП вакцина. Токму на оваа тема, мои гости во студиото се Ирина Сотирова Бухова, директор на Државниот здравствен и санитарен инспекторат, и Шпреса Халими, Институт за јавно здравје. Добар ден и добре дојдовте во отворено студио 1. Добро ве Директор, ќе би почнал со вас. Вчера споделивте информација дека повеќе од 1000 родители се одлучиле да не ги вакцинираат своите деца, затоа потпишале и писмени изјави. Како го коментирате ова? Да, од почетокот на епидемијата, заклучно со вчерашниот ден, добивме над 1000, некаде околу 1035 писмени изјави од родители кои се изјаснуваат дека не дозволуваат вакцинација на своето дете се однесува на МРП вакцината. Меѓутоа, јас ви донесов овде има неколку типа на изјави, значи има изјава во која вика не се согласувам воопшто да биде вакцинирано, односно ревакцинирано. Има тип на изјава во која кажува не се согласувам да биде вакцинирано во училиште на теренска вакцина, а ќе го однесам да го вакцинирам во диспанзер. Значи, има неколку типови на изјави по кои Државниот здравствен и санитарен инспекторат ќе постапува. Кои доминираат? Кои изјави доминираат? Оние што воопшто не дозволуваат да ги вакцинирате? Од овие 1035, некаде 70% се тие што изјавуваат во моментот дека нема да ги вакцинираат. Меѓутоа, од моментот кога ќе почнеме постапката, што значи ќе бидат писмено повикани на поравнување, па до моментот додека тие дојдат, се случува да ни донесат потврда дека вакцинацијата веќе е извршена. Значи, овие бројки нека бидат само како еден показател, никако не се фиксирани и точни. Јас се надевам дека од овие бројки голем број ќе завршат со позитивно покажување на потврда дека детето е примило вакцината. Каде доминираат овие изјави? Во кои градови? Имаме списокот по градови, значи 593 се во Скопје, Гостивар 1, Битола и Прилеп 50, Охрид и Струга 33, Куманово 93, Струмица, Ландова, Радовиш вкупно 191, Гевгелија 28, Велес 20, Штип 44. Значи, повеќе од половината од овие 1100 родители се однесуваат на територијата на градот Скопје. Шпреса, на што се должи ова? Генерално, ако го земеме фактот дека од моментот на појавување или прогласување на епидемија во ниво на град Скопје, а последователно во ниво на целата територија на државата, самиот податок ни укажува дека бројот на невакцинирани деца или население во град Скопје беше најголем, за разлика од останатите градови во државата. Земајќи го во предвид тој факт, очекувано и оваа бројка да биде на родители кои што не прифаќаат или не се согласуваат нивното дете да биде вакцинирано. Во однос на овие изјави кои што се проследени до Државниот санитарен и здравствен инспекторат од Здравствен дом Скопје, откако се заврши теренската вакцинација, која што се реализираше од наша страна, согласно наредбата од страна на Министерството за здравство, меѓутоа и согласно правилникот за имунопрофилакса и хемопрофилакса, во кое што пристапивме кон теренска вакцинација, овие изјави се проследија до Државниот санитарен инспекторат, се со цел за нивно понатамошно проследување. Што велат бројките од кога почна теренската вакцинација на територија на град Скопје, колку луѓе беа вакцинирани? Како што напоменав, теренската вакцинација се изврши од Здравствен дом Скопје и тоа во два наврати.
Првиот наврат е во средината на февруари, кој што траеше до крајот на март. Тоа е првата теренска вакцинација, каде што бројката на невакцинирани деца изнесуваше во тој момент околу 3000, каде што од таа бројка, првата теренска вакцинација, реализацијата на таа теренска вакцинација, вакциниравме околу 300 деца. Во однос на втората теренска вакцинација, каде што пристапивме повторно, односно нашите превентивни тимови пристапија, повторно, таа бројка на вакцинирани деца кога се вакцинираа во текот на теренската вакцинација изнесува околу 161 вакцинирано дете. Согласно овие податоци можам да го напоменам фактот дека во меѓувреме, откако се вршеше и теренската вакцинација, имаше училишни деца кои што пристапуваа кон вакцинација во диспансерите за имунизација. Да, пред да продолжиме со разговорот, јас би ги повикал гледачите доколку имаат прашање, телефоните се отворени, можат слободно да се јават и да го постават и на Бухова и на Халими, секако тие се стручни лица кои што можат соодветно да одговорат на секој ваше прашање поврзано со оваа тема. Ние да продолжиме, постојано се повторува за последиците од заболувањето по поединци, знаеме, имаше и смртни случаеви и трајни последици кои што ги остава болеста, меѓутоа која е штетата за општеството, не за поединецот, туку генерално? Мислите за компликации настанати кај пациент заразен со морбили? Да. Так. Значи, генерално, ако збориме, не може да се надомести ниту еден човечки живот. Директен одговор на вашето прашање, која е штетата од невакцинирањето, неимунизирањето и последиците кои тоа може да ги донесе, се гледа на терен. За среќа, мислам дека целата кампања што ја води Министерството за здравство, преку медиумите и преку сите расположиви средства, усмерува на тоа дека се повеќе има родители кои сакаат и ќе сакаат да ги вакцинираат децата. Во однос на последиците, едно може да бидеме сигурни и мораме да нагласиме. Секој родител има право да одлучува за своето дете, дали да го вакцинира или не. Меѓутоа, државата мора да мисли на колективното здравје и на колективната заштита од заразни болести. Значи, во овој случај, колективното е над индивидуалното. И затоа, ние, како Државен здравствен и санитарен инспекторат, аналогно на ова, одговараме и продолжуваме на терен по изјавите добиени од пунктовите од Здравен дом Скопје, да постапуваме кон родителите кои не ги вакцинираат децата. Какви ќе бидат казните, ако не се лажам, се околу 500 евра за родителите кои што нема да ги вакцинираат деца? Повеќе пати сме зборувале на оваа тема. ДСЗ постапува по член 67 од Закон за заштита од заразни болести, што кажува дека родител кој нема да го адекватно да дозволи имунизација на сопственото дете или индивидуа која нема да прифати имунизација, се казнува со парична глоба од 300 до 650 евра, која, воколку се плати во рок од 8 дена од моментот на изрекување, се преполовува. Воколку не се појави родителот на тоа поравнување, се понатаму постапката се пријавува, односно се поднесува прекршачна пријава кон судот кој е надлежен за одредената област. Има ли до сега некој таков случај или се уште не се случило нешто такво со паричните казни? Дали веќе се Да. Значи, од почетокот на епидемијата, прогласена во Скопје од 2 јануари и на цела територија на држава некаде од 14 април, во подрачните единици на ДСЗИ вон од Скопје континуирано како стасуваат пријавите, така и се повикуваат на поравнување и тие што не се поравнуваат се упатени на
со прекршочни пријави во суд. Бројките се различни, према подрачни единици. А по стапката на суд, не секој пат ние добиваме повратна информација како судот одлучил по нашата представа, по нашата прекршочна пријава. Така. Шпреса, епидемијата се уште стои на целата територија на државата. Што велат податоците за ново заболени на територија на Скопје? Во однос на новите заболени од страна на ова инфективно, многу сериозно заболување, бројката расте. Меѓутоа, од друга страна го имаме фактот дека бројката на вакцинирани пациенти или лица или население се зголемува. Така да настојуваме да се соочиме со оваа состојба, максимално почитувајќи ги сите законски прописи, почитувајќи ги законските прописи и правилата, како и протоколите во однос на имунизација и имунопрофилакса на населението, и врз основа на тоа пристапуваме на соодветен начин. Бројките укажуваат дека во Скопје регистрирани случаеви од оваа состојба на малеси паници се 984 пациенти или случаеви, од кои што најголемиот број се деца од периодот од 1 до 4 годишна возраст, меѓутоа не се исклучува фактот дека се зголемува и бројката на пациенти или население кои што се над 30 годишна возраст. Да. Имаме гледач, да го испочитуваме, да го слушнеме неговото мислење, став и прашање, па се враќаме. Ве слушаме, повелете со прашањето. Ало? Да, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Ги слушам податоците од Министерството здравство, дека 1100 родители поднеле питке или барања дека нема да ги вакцинираат. Тоа е, не знам, од 20.000 деца, 5% колку што ми одбркања, што се тасани на ред и нас. Добро, тие родители се попаметни од овие останатите 19.000. Како, мислам, по кој основ они не сакаат да ги вакцинираат? Па не сака никој да ги вакцинира. Знаат ли тие што е епидемија? Како ќе се сотрет, мислам, како ќе прекине тој ланец епидемија? Ако имаме по секоја школа по 10 на 20, не знам колку не вакцинирани. И како сега ќе се запишуваат заедно да учат со тие што се вакцинираат? Значи, колективната безбедност, колективната одговорност, тој морален чин, тој социолошки, етички и секако. Ја не сакам моето дете, па не сакам ни јас моето внуче да биде. Меѓутоа, потребно е заради колективната имунизација. Без минатата недела во Бугарија и само ми кажуваат дека исто има епидемија и дека врие. Значи, ова ќе биде една балканска, не знам како е по другите делови на Европа. Меѓутоа, ако продолжи тој тренд на невакцинирање, нема да ја збием. Во ред ви благодариме. Колешките. Само што нешто. Да, повелете. Така, веројатно моите колешки само и разберат. Дали знаете вие како се искоренија индијанците во Северна Америка? Кога ги затвориле во своите тамо логори, кампови, од некој детен се штимало морбили, од Европа им ги однеле морбилите. Па изумреа. Значи, цели племиња изумреа од морбили. Тоа не е наивно. И ако сакаат, овие нека учат во школи, кај што се само невакцинирани деца. Тоа да ви кажам, мора да имаме заедничка одговорност. Како така? Јас сакам, ја не сакам. Ви благодарам. Благодариме за јавувањето. Колективниот имунитет и колективната одговорност, што споменавте, очигледно е пред личната. Гледачот го спомена и моментот за училиштата. Сега, ако не се лажам, се бараат и во училиштата потврди дека децата се вакцинирани, во спротивно, па и во градинките, во спротивно, не се примаат, не се запишуваат и не се примаат воопшто. Согласно Законот за образование и согласно Правилникот за имунизација и имунопрофилакса, согласно член 74, родителот треба да достави потврда во однос на вакциналниот статус, се со цел да го упише детето во училиште.
во однос на издавањето на потврди. Потврдите се издаваат од страна на докторот во вакциналниот пункт кој што врши имунизација. Меѓутоа, таа потврда потребно е да ги содржи сите задолжителни вакцини, односно да има комплетна евиденција во однос на примените вакцини кај овие деца. Во тој случај се пристапува кон можност детето да се запише во училиште. Во случај доколку детето ги нема примено сите задолжителни вакцини се до моментот на уписот во училиште, тоа значи дека родителот треба да пристапи и да ја свати суштината дека се работи за не само заштита на сопственото дете, туку заштита и на останатите деца. Односно, тука ставаме акцент на целото население во ниво на нашата држава. Голем интерес од кај гледачите за темата. Имаме двајца кои што чекаат на линија. Повелете доколку се слушаме. Дали се слушаме? Повелете со прашањето. Ало. Добар ден, повелете. Добар ден. Јас најпрво би сакала да ги прашам вашите гости, дали кај нас постои лабораторија која ги испитува вакцините кои влегуваат во нашата држава, или пак се аплицираат вакцините по дефолт, како влегуваат неиспитани ги аплицираат. Исто така, во каква состојба се пренесуваат, дали се води грижа за таа работа. И исто така, би сакала една констатација да кажам вака чисто логично. Значи, не може 5-10% невакцинирани деца да направат штета на останатите, од причини што тие се веќе заштитени. Значи, ако некому се нанесува штета, логично е дека штетата е на оние што не се вакцинирани. Не може вакцинирано дете, со самото тоа што е вакцинирано, вакцината го штити детето. Значи, нема логика невакцинирано да му направи штета. Исто така, вакцинираното дете не е тотално, да речам, безбедно со вакцината, што значи дека е повторно незаштитено, исто како и невакцинираното. Јас сум од постарата генерација кои ја немаат примено ММР вакцината и ја имам прележано морбилите, што значи дека јас се сеќавам бев 6-7 деление, значи морбилите во тоа време ги прележат многу лесно. И варичела и така натаму, сите за кои тоа време немаше вакцини. Значи, ете тоа би било. Да не е за многу, имам многу за зборување. Исто така една сугестија до вас како водител. Повелете. Може би требало да поканите и некои од оние што се против, мислам дека има некое здружение, бидејќи ова делува како маркетинг повеќе, значи вие го афирмирате тоа. Значи, зошто родителите не би сакала да ги вакцинираат децата, па да ги слушнеме и двете страни за и против. Бидејќи многу држави поразвиени од нашава, на слобода се оставени родителите да одлучат дали ќе го вакцинираат своето дете или не. Во Јапонија исто така направете истраги вие како водител да видите какви се податоците. Например, во Јапонија е дозволено, односно е на слобода родителот оставен да одлучи дали ќе го вакцинира своето дете или не. Таму нема епидемии на морбили. Дали ова вештачки вирус во Македонија исто така едно големо прашање. Последните информации велат дека и во Њујорк е исто така своеволно, па затоа и таму се појави епидемија на морбили после 100 и нешто години. Ви благодариме за јавувањето. Вечната дилема и главниот момент, односно главната причина со која што се користат оние лица или се уште не се здруженија, групации на лица антиваксери, дека вакцината не е добра и дека е поврзана со појавата и развојот на аутизмот. Ако ме прашувате за квалитетот на вакцината, значи, апсолутно стојам на тоа дека во овој момент, аш преса ќе потврди затоа што преку нивни раце проаѓа тоа, ние во делот на контролите што ги изведуваме во пунктовите за вакцинации, дека во моментот се апсолутно квалитетни и безбедни вакцините кои ги имаме за аплицирање од било кој вид вакцина. Посебно
ако ја интересира гледачката, и вакцината против МРП. Тоа можам и јас да го потврдам, затоа што околу Нова година го вакцинирав мојот син, па токму со вакцината МРП. Постои право родителско, кога ќе го однесе детето на вакцина, да го побара, да го види флаконот, да го види опакувањето, што потврдено е и уште еднаш ќе кажам и околу транспортот, значи постојат протоколи, правилници како, на кој начин се транспортира вакцината од местото на производител преку дистрибутерот до Малмет и до Министерство за здравство. Тука дилеми нема. Околу моментот дали вакцината може да предизвика конкретно одредено заболување, најчесто споменувано за жал е аутизмот, мислам дека постојат бројни студии кои сега се даваат на увид и се достапни на секој родител, па и на сите тие групации или како и да ги наречеме кои се против вакцинирање со исправни вакцини, со сериозно здравје и квалитетни вакцини. Значи тезата дека вакцината може да предизвика аутизам веќе со факти е отфрлена. Факт е дека секој лек, вклучувајќи и вакцина, може да предизвика благи нуспојави, како што се температура, црвенело или оток локално на аплицирањето, што и вие рековте, сте вакцинирале ваше дете, сигурно знаете како оди непосредно поствакциналниот статус, меѓутоа, многу... Можам да кажам, се извинам, дека немаше никакви нус ефекти. Тоа оди во прилог на ова што зборам за апсолутниот квалитет и околу начинот на транспорт на вакцината. Да, Шпреса, јас би сакал, да, гледачката спомена дека без разлика дали некој е вакциниран или не, и вакцинираниот може да заболи исто така од морбили. Да, точно е тоа, меѓутоа последиците не може да бидат како кај невакциниран. Токму така. Оваа вакцина овозможува лицето да биде заштитено, со кое што компликациите кои што настануваат од ова сериозно заболување се избегнуваат. Односно, доколку вашето дете е вакцинирано, тогаш да, можеби ќе биде инфицирано, меѓутоа ќе има сосема поблага клиничка слика. Односно, компликациите кои што евентуално би можеле да се појават би биле во поблага клиничка слика. Доколку лицето е невакцинирано, тогаш го имаме фактот дека може да настанат сериозни компликации, како што се бронхитис, бронхопнеумонија. И тука доаѓаме до одној момент дека невакцинирано дете кој што ќе заболи од морбили го става во опасност и вакцинираното. Имаме уште еден гледач, доколку е се уште на линија, предлагам да го вклучиме. Повелете, се слушаме. Добар ден. Ало. Добар ден, се слушаме, повелете. Добар ден, да. Јас сум гледачка, ја гледам емисијава и би сакала нешто да кажам за господјата која што претходно се јави. Инаку сум педијатар, 30 години. И треба да кажам дека сите мои деца, сите мои внуци, пријатели и нивни деца се вакцинирани и никогаш не сум поставила сомнение дека вакцината нешто прави лошо. Значи, господјата претходно која што се јави, кажа дека прележала морбили во полесна форма, дека не била вакцинирана, тоа апсолутно не може да се случи. Морбилите се секогаш тешка болест, за жал. Значи, ние сега се соочуваме и ја лечам, работа во установа која што лечи морбили кај деца, лесно ја лежат болеста само тие деца кои што се вакцинирали, кои што имаат една доза примерно или слично. Апсолутно тврдам и одговорно тврдам дека никаква врска нема со аутизам. Значи, пола од децата што се со примарен или секундарен аутизам што пристапуваат, не се воопшто вакцинирани. Значи, аутизмот апсолутно го препишувам на сите телевизии, екрани, телефони, истите тие мајки кои што не ги вакцинираат децата, кои би позборувале малку и си поиграле малку со децата поише, отколку да им даваат телефони и телевизори, нема да имаат децата. Подобро да ги вакцинираат отколку да ги остават или на екрани да работат цело време.
И второ, како се пореметува колективниот имунитет. Значи, вакцинираното дете може да се разболи, ќе има поблага клиничка слика, меѓутоа ќе го зарази бебето кое што е 3 месеци, 6 месеци, братчето или сестричето што е кај него дома, кој што не ни стигнало да биде вакцинирано. Значи, во моментот во нашата установа се лекуваат бебиња, тоа се 5 месечни, 6 месечни, што настраdaa ради тие родители кои што не ги вакцинирале децата. Добро, да, во ред, немаме уште многу време, ви благодариме за јавувањето, јас би оставил уште малку време за разговор со гостите. Ова што го спомена гледачката за тоа дека вакцинираното дете го прележало ја прележало болеста лесно, меѓутоа го заразило своето братче или сестра помало невакцинирано. Што правиме сега со дали овие казни за родителите кои што одбиваат да ги вакцинираат децата ќе даде некаков резултат и целата онаа кампања која што се води на социјалните мрежи против вакцинација, а која што може да ја продлабоши целата оваа криза? Прашањето е за тебе. Многу пати сум кажала и повторно ќе повторам дека по член 67 од Закон за заштита од заразни болести, родителот, сега ако збориме за родителот кој одбива да го вакцинира сопственото дете, ќе биде повикан на казната која ја спомнавме. Меѓутоа, плаќањето на казната не го амнестира од вакцинирање на сопственото дете. Плаќањето на казната не му овозможува згрижување на тоа дете во детска градинка. Значи, казната се плаќа поединечно за една вакцина, за секоја следна казната е иста, во парична смисла ако збориме, меѓутоа и сите казни да ги плати родителот, тоа не значи дека не е ослободен од вакцинирање на детето. Имунизацијата на детето е задолжителна. Имаше смртни случаи од морбили, колку беа ако не се лажам? Генерално според статистиките кои што ги има Институтот за јавно здравје, 6-7. Дали меѓу нив имаше невакцинирани од морбили? Да. Значи, кај кого е вината за тоа? Кај кого треба да се бара вината? Дали кај родителите кои што не ги вакцинирале или пак во здравствениот систем и здравствените работници кои што ги примиле во многу тешка состојба? Генерално треба да се насочиме кон подигање на свеста на нашето население дека кои се бенефитите од имунизацијата, односно пристапувањето кон вакцинација. Кога нашето ниво ќе биде на свест, ќе биде на задоволително или многу високо ниво, тогаш мислам дека родителите ќе станат свесни дека треба да пристапат кон вакцинација на сопственото дете, се со цел да биде заштитено тоа дете и да му возможиме на тоа дете правилно да расте. Немаме повеќе време, толку ни дозволува терминот, а може се уште да се говори на темата. Јас ви благодарам за гостувањето во Отворено Студио 1. Ви посакувам успешна работа и да се надеваме дека епидемијата ќе биде затворена во што е можно побрз временски рок. Благодарам уште. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за гостувањето. Останете со програмата на 1 ТВ, следуваат блокот забавни емисии. Пријатно.